И конечно уште еднаш добар ден со мали проблеми, бидејќи конекцијата беше слаба пред малку, успеавме некако да повторно да се поврземе. 0:0 се игра 10-та минута на градскиот стадион во Берово, во кој се среќаваа домашната екипа на ОФК Малеш и Брегалница 1926 Делчево. Ова е последно коло од третата фудбалска лига Исток, во кој е познато дека Брегалница ќе заврши на втората позиција без разлика на исходот од овој надпревар, додека екипата на Малеш е меѓу средината на табелата во оваа конкуренција. Сепак ова е надпревар за престиж, локално дерби меѓу општинско и Јанечко Малешевско класико, како многу што знаат да кажат, додека на телевизија сите може би го гледате вистинското класико, во кој има доста голови. Очекуваме и овде да има многу погодоци. Впрочем, последниот надпревар меѓу овие две екипи на овој терен заврши со резултат 4:5. Со голот на човекот кој што сега го гледате, ако не се лажам. Сега можно за Малеш, но таму е Даниел Гоцевски, тренерот на екипата на Брегалница, воедно и се уште активен играч кој реши да влезе на ова дерби. Швидка? На две места по 50 динара. Да, по 50 динара. Од 300 до 450 гледачи, слободна проценка има на овој надпревар. Дочинов сега во можност, но и Сулимановски избива пред него. Арсовски таму успева сега да офсет подигнато знаменцето. Почетни 15 минути, Малеш Брегалница 0:0. Гоцевски. Убава замисла таму да се проигра Дичовски. Тренер. Нема да ми кажеш дека и тренер. Топката е Стојчо. Колку е Реал? Христо! Не те слушам! Чекай! Надо за кој не играш? Има
Слободен удар за Малеш. Се обидува далечни фудбалерите на Малеш. Na tamte, na tamte. Macho zna ko će sutki doći. I na tijeni znači. Одлично овде се загради Денија Донов, аут за Малеш. Колко резултат? Дали идејата беше да го лобува Стојменовски, не знам, меѓутоа неуспешен. И овој обид на Малеш за сега, како некако топката да е повеќе во нозите на домашните фудбалери. Петровски сега. Ајде, стигаш ја! Гоцовски ќе го изведе опет. Jovan. E nasıl ben domaç. Kıymış. Еве сега можност. Одлично овде е додавање до... Ова беше чист фаул, судијата не суди фаул. Ајде!
Жолт картон бидејќи приговараш овде фудбалерот кој беше фаулиран, меѓутоа не знам зошто не се реши судијата да го су фаул. Кој се даде? Одсет ова корнер за Брегалница. Пешовски ќе го изведе. Добар обид да се пронајде високиот Рунчев, но малку повисока беше топката и сега се повреди при овој доскок. Да се надеваме дека нема да биде нешто сериозно. Да, судијата. Дозволува судијата Кога да падај да ги убијат, да ги боли. отврста игра, немаше фаул и во оваа ситуација за Малеш. Сега се решила да свирне. Откако Пачарски ми се чини. Беше фаулиран. Во периодот од 9 месеци 3 пати одигра надпревари овие две екипи. Пред почетокот на есенски дел Брегалница со 2-1 славеше дома. Потоа Малеш победи во Делчево со 0-1, а пред 3 месеци Брегалница овде го совлада домаќинот со 4-5. За сега ништо од оние 9 гола кои ги гледавме во пријателскиот тогаш натпревар одигран пред 3 месеци. Ако ни е точен часовникот, 23-та минута. Сега на овој натпревар. Добро проигрување таму по десната страна, сега Тичовски. Смирува Андонов, но само во аут. Топка бара Гоцевски. Неправилно изведен аут гледа судијата. Андонов. Петровски се бори за топка, Пешовски фаулиран ли е? Да.
Ако носи денкаш главно или камења, само се нема излека. Главно или камења, и опозој зло. Гоцевски од средината на теренот ќе нафрлува пред 16-сетникот на гостинските фудбалери, на гостинскиот голман Сулеймановски. Обид да се пронајде Стојчев. Пилов сега. Тамо на левата страна дијагонала кон но изфрла во аут Личовски. Лизгаво е малку на тревата, бидејќи им врнеше дошт во текот на тунтера. Сега можност за Стојчев. Да видиме дали ќе ја сврти топката за да нафрли или ќе шутира сам. Така е, сам шутира, но успеа да ја исконтролира Сулеймановски. Една шут директно во оквирот на голот, би рекле, прв за гостинските фудбалери. Највисоко досега топката по овој дегажман на Ипка Сулеймановски. Сега напаѓаат Беровци, добра финта тука. Пилов се обиде да проигра во средината на 16-сетникот на Брегалница. Иле обид за дијагонала. Но безуспешно се оцртува акција на Малеш, топка за Брегалница. Жалена повреда на фудбалерите на Малеш. Преди гостинските навивачи кои дојдоа во поголем број. Нема набој како оној надпревар во Делчево, бидејќи се знае на табелата, меѓутоа секогаш овие надпревари го предизвикувале интересот кај публиката, љубениците во фудбалот и од Берово и од Делчево.
Еве сега можност за Беровци, но отскокна оваа топка и дали ќе стигнат? Не. Аутот ќе биде за Брегалница. Личовски, добра. Добро овде го направи мини слалом, меѓутоа потоа топката се одби и заврши ваут. Дилан Петровски ја подава топката и додаде до Личовски, кој веднаш ќе му врати, најверојатно не. Ки изведува напред кон Петровски, не го пронаоѓа. Одлично Арсовски овде се бори за оваа топка, ми се чини дека е тој. Не, не е тој. Петровски и Пешовски во обид овде да ја одзема топката на Пилов и фаулиран, с кој сега паѓа наземи. Добра финта сега на... Ке се обиде да го лобува. Стојменовски втор ваков обид на фудбалерите од Берово, но на минатогодишниот надпревар бранеше друг голман. Тогаш од далечин успеа да постигнат гол по одбиена топка од грбот на Стоиловски, ми се чини на тој надпревар. Кој го добија во Делчево. Андонов сега во да го пронајде Петровски, не успева. Сигурен тука Арсовски сега, дали ќе стигне Петровски, не. Повторно топката кај Арсовски, кој ќе смири награди, ќе шутне напред. Имаше Гјонов да игра со нога, висококрената нога. Руби! Елате навам да не сте малку, бе! Се напракаме! Секогаш имало и ќе има вакви провокативни досетки на трибините. На пријателски начин секако. Ова беше можност да се проигра Јован Андонов, но голманот на Малеш пред него ја прифаќа оваа топка и сега ќе дегажира далеко напред. Тука фаул имаше за еден од фудбалерите на Брегалница. Од овде слободните удари ги изведува Гоцевски. Кој сега ќе дојде до Андонов, овој враќа до Гоцевски, дали ќе се враќа до голманот или не, ќе го пронајде Рунчевски, кој додава до Петровски. Таму на десната страна кон Дичовски, дали ќе стигне. Борба за топка. Но Беровци подобро се снајдува. Сега ќе организираат ли контранапад. За сега така изгледа, 3-4. Но Петровски ја прифаќа оваа топка без да ја игра, да ја допре со раката, како што бара играчите од Малеш. А и судијата не се слушна неговото свирче. Тоа значи дека нема игра со рака, но има прекршок. Сега веднаш изведуваат една брза топка кон фудбалерот со број 7, нема да ја стигне. Ќе види тоа топка за Стојменовски.
Рунчев Конарсовски ќе вратили назад Мекеови со идеја да го проигра Стојчев. Крис, задржавај, задржавај. Земи си. Први Кристијан тамо. Први оде. Земи си за дома. Го повикува судијата Рунчевски, кој ќе биде опоменат на опасно место од теренот е направен овој фаул. Ќе видиме ли во финишот од првото полувреме гол, останало да видиме по овој прекрашок. Добро испадна за домашниот голман оваа ситуација која прифаќа на крај. Гоцовски сега ќе се реши да центрира во 16-тникот на Сулеймановски. Оди таму играчот кој требаше да го изведе овој слободен удар. Имаше промена на изведувачката позиција. Одлично се постави Сулеймановски, а Андонов не направи фаул, меѓутоа веќе мора да му се укаже малку лекарска помош овде на Сулеймановски. Не, беше било. Беше. Кога се Делчо и Дерево најпаметни? Кога се Делчо и Дерево најпаметни, не? Петар денеска? Нека си записал студио. Продолжува да пробува мини пауза поради интервенцијата која сам си ја укажа Сулеймановски. Седумнаесет часот и 42 минути, тоа значи дека е 43 минута. Иако на времето кое го гледате десно на видеопреносот стои 40, тука некаде. Уште 5 минути негде најмногу за игра во првото полувреме.
Два натпревар е без постигнат гол екипата на Брегалница од Делчево. Со 0-0 завршија натпреварите кои ги одигра во претходните две кола и тоа кај Кардинци и со Овче поле. Одлично овде Стојменовски го следеше овој шут на фудбалерот на Малеш. Го немам списокот со презимењата на сите фудбалери. Жолт картон сега за Дилан Петровски. Некаква кавга тука со или со судијата или со еден од играчите на Малеш. Уште еден корнер или да видиме, корнер бараат и го добиваат. Близу беа до гол во овие две ситуации домакините. И млечето ви удари од далечина на Беровчани, кои по секоја цена се обидуваат да постигнат сличен гол како оној во Делчево пред 5-6 месеци. Колко е правото дерби, колко е резултат? Продолжува играта по оваа кратка интервенција сега врз повредениот Стојменовски, голманот на гостинскиот тим. Нема таму никој. Топка за Малеш. Уште минута две има да се игра овде на градскиот стадион во Берово во првото полувреме 0:0. Сега голема грешка, која за среќа следеше внимателно голманот на Брегалница Младен Стојменовски, кој ја прифаќа оваа топка и сега ќе дегажира далеко напред кон Јован Андонов е упатен оваа топка, но пред него интервенција на еден од домашните фудбалери
Сега Пилов да видиме дали ќе фаулиран Пилов, фаулираше Гоцевски. Во обид да се спречи овој негов пробив со евентуално додавање кон 16-никот. Корнер вели судијата. Последна можност за домакините во првиот дел да дојдат до водство. Може веќе има можности за некоја контра, евентуално за бегалница, ќе видиме. Топката секогаш е прекалезна и никош не се знае до последен момент. Пешовски ќе остане за секој случај најисторен играч кај гостите. Сега додавање на Младенчо досега Стојменовски најстабилен при овие шутеви кон неговиот гол. Концентрирано ја следи секоја топка која се движи во оквирот на неговиот гол. Во првото полувреме бараме така за сега, посакаме дека ќе биде така во второто. Петровски сега. Може за брегалница. Ајде! Не успеа со пета овде Петровски да ја смести зад грбот на Сулеймановски. Убава акција. Мислам дека немаше офсет, не се слушна свидетелството на судијата. Имаше значи и брегалница можност во првото полувреме да дојде до гол. Така е, последен судиски свириш во првото полувреме. Малеж Брегалница Делчево 0-0.
Колко е баш? Абе, да игра Барса, ако ще пали ти треба маджун. Sa. Брато, не знам, не ли се обкажал? Я приемам. Полека излегуваат фудбалерите на теренот. Очекуваме да започне второто полувреме од надпреварот меѓу домашниот тим на ОФК Малеш и Бреганец 1926 Делчево. Бодовно, екипата од Делчево подобра од домакините, имајќи предвид дека по завршувањето на овој надпревар, без разлика на резултатот, ќе заврши на втората позиција. Првак во оваа конкуренција екипата на Слога Виница, која ќе игра бараш надпревар.
Чувате ли ми местото? Да. Али викам немој да го дадовте на некој друг. Ај чужа. Иди на таму. Седни за. Петровски е офрлува играта. Топката во игра, со што значи дека може да започне второто полувреме. Овде на градски стадион во Велчево. Андонов, Петровски. Аут за Брегалница. Просим! Има се! Браво! Браво, браво! Ајде са! Дичевски, долу е и Андонов. Петровски. Како на Андонов. Гоцевски прифаќа и враќа до Рунчевски. Позаангажирано некако тргна фудбалерите на Брегалница. Сега одземаат домакините. Имаше ли овде фаул? Да, судијата вели има. Ќе го изведе, како и во првото полувреме, Гоцевски. На спротивната страна кон Дичевски, кој не успева да го пронајде Андонов, но меѓутоа сега ја одзема оваа топка. Дичевски исправа својата грешка, поточно изфрлива аут. Браво, момче. Топка во аут. Се повредили при овој обид и двајцата да испада топката Рунчевски. Не му сигнализираше навреме, можеби на Дичевски, дека и тој е таму. Го забележа судијата моментот кога Рунчевски при исфрлање на онаа топка удри во ногата на младиот Дичевски. Бидејќи ги немам кај мене составите, ќе проштевате доколку некои од фудбалерите го именувам со погрешно презиме, особено гостинските. Добро се разбра овде Рунчевски и Клеменовски, кои
имаше солидно прво полувреме. Сега Пешовски треба поврато таму да изфрл, така е, сега ќе се бара овде, Петровски не успева. Ова е борба за топка, аут за Брегалнец. Така се види и од овде. Воцевски напред кон Андонов. И се чека грешка, но нема грешка. Чист старт овде на Дичевски, ги забележавте дека се одби ногата на Дичевски, ногата на домашниот фудбалер, откако Дичевски топката е исфали во аут. Добро е што е станува на нога фудбалерот на Малеш. Не беше опасен овој старт по играта со топка. Доколку беше без топка, ќе беше проблем тоа за гостинскиот играч. Вака сега уште еден аут за Малеш. Ке шутирали, да, но следеше овде Рунчевски. Слична утакмица како она во Делчево, кога долго време беше 0-0. Сега Петровски, еве можност Брегалница да, но не доаѓа топката до Андонов. Добра замисла на Пешовски, кој сакаше да го проигра. Сега опасно е. И нафрлаат Беровчани, но Дичевски најстабилен на почетокот на второто полувреме. Сега добра топка овде кон Јован Андонов. Ке мора да исфрла овде во аут домашниот фудбалер, бидејќи беше под притисок на двајца фудбалери на гостинскиот тим. Очигледно дека гостите заиграа поузаангажирано во второто полувреме. Барем на стартот на второто полувреме тоа изгледа така. Пешовски, да видиме. Со број 7 таму Стојчов, втора статива. Ке прими овде Дичевски, ке додаде до Андонов кој ке нафрла во срцето на 16-сетникот. Профучи оваа топка, имаше при тоа контакт од еден од фудбалерите на Малеш и корнер. Време ли е гостите да постигнат гол по овие неколку шанси? Ајде, бе! 5-3, бокс идеме. Тамо малку кошкање во срцето на 16-сетникот. Стојчов. На првата статива се обиде, таму е повторно. Овде имаше фаул. Секогаш голманот има предност во 5 метри. Иако често во Делчево кога се игра тоа не се почитува баш многу, имаше таква една ситуација пред неколку надпревари, како и да е. Ова е чиста голманска топка, фаул за Малеш. Сега градат можност за контранапад гостите, но овде не исфрлаат добро за домаќините, извинувам, не исфрлаат добро гостите. Повторно можност за Малеш. Се разиграат двете екипи. Сега наместо Петровски исфрла аут.
Еропилов ќе центрира да видиме или ќе чека да биде сфрна топката во корнер, но ја спасува овде гостинскиот фудбалер. Сега Андонов кон Пешовски малку во позадина, кој ќе се загради, можеби ќе оди на фаул, така е. Искусно обезбеди овде фаул за да се придодадат повеќе фудбалери во нападот. Лунчевски не исконтролира добро овде топката, можеби теренот гледа долу во тревата, му сметаше. Андонов сега од Замалеш. Погледни ги. Ни остана едната сталка во спортската сала Метод Димитровски близо, каде кошаркарките на Патриот пред неполн час победија во четвртфиналната прва пресметка со екипата на Струга. И затоа малку знае да има пречки во движењето на камерата моментално додека го следите на преводот. Таа е причината. Во меѓувреме бележим уште еден шут на домашните фудбалери, кој завршува во гол-аут. Дени Андонов сега напред кон Петровски, не даде топката до него. Гоцевски ќе врати назад, но ќе стигне, така е, највисоко до сега Лунчевски. Смирува овде Пешовски, но со рака. Слободен удар за Беровчев. Сега тие градат нов напад. Близу се до 16-никот. Но одземаат Делчевчани преку Андонов. Добра финта овде, кој ќе бара, да видиме, ќе го бара на спротивната страна Стојчов. Кој е добро овде се обиде да ја задржи топката преку неколку дриблања. Да видиме кој ќе биде јунак, кој можеби ќе шутира и директно од овде. 16 и негде исто толку, околу 32-3 метри од голот на Ивка Сулимановски. Мојта грешат се. Мисля, че не Андонов е крај топката. Топка поземи во рацете на Сулимановски, кој овде го удари гостинскиот фудбалер. Ова е пенал, можеби. Без топка. Дали можеби му дофрли нешто фудбалерот од Делчево, овде имаше удар по вратот од страна на домашниот голман Сулимановски. Не предизвикан од никого. Сега судијата треба да донесе коректна одлука. Ако ништо друго, да додели жолт картон на Веровскиот голман. Видовте со рацете во вратот. Нешто налепна удар со бокс. Ке проштевате ако мислите дека сум пристрасен, но се види тоа. Не би требало да има вакви испади во било кој надпревод, особено некога играат две пријателски екипи. Секогаш постојат провокации, меѓутоа на противникот најдобро можеш да му одговориш ако понекој ши се насмееш. Сепак не знаеме точно што се случило. Она што го видовме беше удар од голманот Сулимановски. Кон Стојчев, мислам.
Ништо од сето ова, може би малку и престрого го оценивме, но што фудбалерите си подадува рака, значи се е во ред. Сега брзо се обидува Беровчани да дојдат до можност за загрозување на голот на Делчевци. Продолжува играта. Петровски. Пешовски таму кон Стојчов. Шут во надворешниот дел од мрежата. Топка за Сулимановски. Добра идеја на Делчевскиот фудбалер. Сега се подготвуваат замена кај Беровци. Не забележавме само кој излезе од игра. Не успеа овде Петровски да се избори за да ја одземе оваа топка. Топката во широчина кон еден од нападачите на Малеш и истото оди во гол аут. Сега Андонов ќе офрли во игра најверојатно, или Дени Андонов се извинува. Може би цело време Јован Дојчинов го именувавме како Андонов. Ќе ни простите како што реков, бидејќи го немаме списокот со преземењето на фудбалерите и нивните бројки на дресовите. Пилов не успеал да меѓу нозете на Рунчевски. Топката некако се дотркала до гостинските фудбалери. Дојчинов сега. Ако ја одземеш оваа топка со број 7 Стојчов ќе беше опасно. Сега 8-1 од фудбалерите на Малеш овде, да не му се дозволи, но му се дозволува да центрира и тоа го прави лошо. Арсовски кон Петровски. Ја одзема Беровчани оваа топка. Направена топка високо кон Стојменовски, кој нема да има проблеми. Бара слободен играч. Ќе мора да дегажира напред. Гоцевски греши. Греши Петровски. Стојменовски и овде овој пат наместо. Корнер за Малеш. При обидот да ја исфрли оваа топка, налета еден од фудбалерите на ОФК Малеш. Откако ја одби со нога гостинскиот фудбалер, тогаш на ногата налета еден од напаѓачите, корнер за Малеш. Сега се стега обрачот кон голот на Стојменовски во овие неколку акции. Малеш покажува желба за да постигне гол. Кристијан, договоривме се од негово да лаеш. Кумо, така ли беше? Да. Води? Научи нени дума каче да лаже. Да, се учи од вас. Те убави да... Браво! Уште еден корнер овде во празно. Не успеа да ја одбие топката Дичовски. Коло дека зимаш?
Доздоле зима, а дай им. Има тамо, еле? Да, униките вземат. Земете ли? Да, бе. Вас искате или имате вие? Има, аз взема. Помлечик избере. Криска? Продолжува играта по корнерот. Одлично овде се снајдува домашните фудбалери. Уште една убава. Не беше. Ајде. Убаво дадена топка. Сега изфрла Петровски. Повторно топката кај него ќе додадели до Дојчинов, така е. Ќе запре малку да чека некој играч да му се придодаде во нападот. Петровски овде добро комбинира. Немаше ли фаул? Сега Ерол Пилов пак напред оди кај Беровци. Тие за тебе за вкасичка. Може ли? За тебе за вкасичка. Гоцевски во аут. Подршка има сега домашните фудбалери, што е и нормално играат на домашен терен. Тука се и навивачите на Брегалница лево од мене, кои мирно го следат овој надпревар. Дојчинов на прва до Пешовски, како што бараш и сега топка во гледалиштето. С 450 до 500 гледачи, може би преголема е таа бројка што ја кажуваме, меѓутоа слободна е таа проценка. Толку дојде да им одадат почет на фудбалерите на двете екипи за прикажаното во Трета фудбалска лига Исток во оваа сезона, која завршува со денешното последно коло. Гоцевски сега прифеќа, ќе врати назад. Арсовски таму повторно до Гоцевски. Да зеднаме на часовникот, 65-та минута. Сега Грч го фати таму еден од фудбалерите, продолжува играта. Нема причина овде, зашто сега недоразбирање беше дали да се испрли топката од самите домашни фудбалери, имајќи пред дека имаше повреда фудбалер, дали гостите тоа да го направат, се едно. На крај е испрлена, се бара и замена. Објективно ги се гледа работите, че не бива. Ти не се боли. Ти од ще некој месец не вреди. Залазим или мръзи? Ајде бе! Продолжува играта.
Фаулиран Дојчинов. Нова замена кај тимот од Берово. Може би подобра варијанта така е да шутира напред Рунчевски. Ќе го бара Стојчев, како што слушам по неговиот повик да се открие. Дојчинов највисок во скокот. Млад фудбалер влезе во игра од младинскиот погон на ФК Малиш. Браво, дете! Пешовски. Таму бара некој во средината на теренот, но не успеа да го пронајде, само во раците на Сулеймановски. Се жали на повреда сега таму Петровски. Грч, најверојатно. Не, се извинувам, не е тоа Петровски, Стојчев. Ако е со број 7, да. Нема да ти имам пари. Така ќе излезе најверојатно да му се доукаже помош, ако не успее да се врати, ќе го заменат со друг фудбалер. Бидејќи беше даден знак да се направи измена. Брегалница до тој момент ќе игра со играш помалку. Но сепак се е во ред. Најверојатно ќе се врати во игра. А играта продолжува со топка за УФК Малиш. Притискаат Беровчани. Корнер за Малеш, ќе го изведе Илија. Ти зарад комоти не се за Велчевци, бе? Душа? Ти стръгна ушите, ма ще си де комоти утре на Велчев, аз на 5 човече да аут. Нищо не ти може. Аха. Ти ми зияли са. Еве сега она претходно најавена замена. Знамо, че му купи една чврга. Как се договаряме да е в банката да помага, нищо. Само се прекава. Ратков одамна не сме го виделе. Не, виж,
Тотално нищо. Жът туда. Именно за подгръвка сам гад. Не може да си игра за тата, бе, тата, Отприлike уште 20 минути игра на овој натпревар. Имаше овде фаул, тоа беше очигледно, меѓутоа борба за топка, така е окарактеризирана оваа ситуација. Сега овде се жали на повреда Петровски. Детето тука он што прави? Зашо да ми да жал му е? Почем скъм. Няма кой да го погледне. Одсето аут за Малеш. Цепайте ги, цепайте ги. Грешка на Пешовски. Боксува Стојменовски. Пилов. Добро е, сега грешат гостите, да видиме Дојчинов. Дојчинов ќе успели да изнуди корнер? Не. Аплауз за овој потек на фудбалерот на Малеш, но мислам дека отпосле е досуден фаул. Втор жолт картон за Дојчинов или директен црвен, се едно. Судијата ова го карактеризира како симулирање или нешто дошепнал, довикнал до него. До крај на надпреварот Делчевска Брегалница ќе игра со играч помалку. Напајачот Дојчинов излегува надвор од игра. Па, станува малку и нервозна утакмицата. Надпреварот. Ова е секако надпревар за престиж, но се случувало и на други надпревари, топката да биде изфрлена високо надвор од теренот, има резервни топки, играта може веднаш да продолжи. Но тука нема да продолжи, бидејќи се жали на повреда еден од фудбалерите на Малеш. Сега имаат голема можност со овој играч повеќе до крајот на надпреварот да си ги зголема шансите да постигнат гол. Пешовски и Ратков тука.
Има така дожива. Шутот далечина овде се обиде еден од фудбалерите на Малеш. Сега напред таму каде што нема никој. Времето минува. Судијата не се осмелил да досуди фаул. Каков лош старт. На ова на ништо не личи. Ова не личи на ништо. И разбираме желбата за победа, меѓутоа ова беше намерно удирање. Ако претходно имаше црвен картон за Делчевци, сега требаше да се случи истото. Видовте како го отурна. Рунчевски. Топка кон Пешовски. Пешовски сега да видиме што ќе направи. Ратков овде. Ќе се обиди ли да изнуди аут или ќе... Не одзема топката домашните фудбалери. Сега можно за контранапад. Сега одземена топка. И се решава по долги дофрлања за фаул за гостинската екипа. Судијата која малку како да влијае на сетова што се случува на теренот, безпотребно. Искусен судија навреме треба да ги спречи ваквите испади како пред малку. Гоцевски сега. Но ја препушта топката на Рунчевски. Нема е! Стигаше. Стоменовски остава да излезува топка во голаут. Не, стварно не, па сега и на тие ќе ги гледам на телевизијата, изгледа вчера многу поголем. Ја поголемо телевизија, па веќе не следам. Знаете ли да
Hadi sen geçelim. Ama değil. Офсайд. Или гол аут, поточно. Гол аут, да. Пише 82, па ќе видим. 82 покажува. Ама многу си прекала. Нешто бавно иде, знам. А иначе па е 6:47 треба да е крај веќе. Скучи 5 минути максимум. Ако се почнали од 6. Второто. Од замалеш. Малку разговор со публиката, за тоа уште колку има до крајот, има според оно што не играме, максимум 7-8 минути да се игра. Може би нешто помалку. За сега се е овде во знакот на нерешениот резултат, без голови. Гоцевски таму во обид да го пронајде Петровски, Бојан. Коректно одземена топка. Многу повеќе простор имаат гостите, сега со ово играш повеќе. Против другите екипи некако послабо играат Беровци, но кога станува збор за натпревар против Брегалница, го користат секој атом од силата. Обид за ножички, но неуспешно. Овде во Берово завадува како да е доцна есен. Иако е рана пролет. Не баш рана, имајќи преди дека сме месец мај. Веќе одиме на кај лето уште месецикол. Сигнализација помошникот малку побрзо треба да реагира главниот судија, како поспан ми делува. Дали нему му е ладно, не знаеме, но... Мајмуне, прецрвениско! Ти ли сакаш томе? Дереш упаците сакам! Викејти, тато. Викејти, ајде. Ќе остане ли 0-0 или ќе има реприза на надпреварот од пред? Неколку месеци ќе видиме дали ќе има јунак кој ќе постигне гол и за едната и за другата екипа, бидејќи време за нешто повеќе нема. Брегалница останува на втората позиција по овој надпревар од последното коло. Шампион во третата лига Исток е Слога од Виница, која ќе игра бараж. Надпревар за влез во повисока конкуренција. Одземена топка за момент тука од Петровски. Еве сега можност да се одигра. Но Стојменовски како и го прво доборени во второто. Одличен на голот на Брегалница до овој момент. Судијата погледнува на часовникот.
Наш, ајде зимно. И овде фаул за Брегалник, сега да се види тоа далеку. Ajde, padam se zove. Дава знак судијата играта да продолжи. Да не се раководиме по часовникот десно на екранот кој го гледате, бидејќи има некоја разлика од 1-2 минути. Ратков сега, топка кон Пешовски. Дали ќе шутира од далеку? Не успеа попрецизно да додаде до Дичовски. Сега можно за Илија. Ovo ga zaboravihме през името. Рунчевски овде најдобро се снајде. Гоцевски сега треба да испрови напред. Петровски така е, оби да го пронајде Пешовски, не успева. Сега Пилов. Ајде, трај. Нема ништо. Ништо му нафрила. Пешовски. Само топу. Нема ги дутка. Ќе треба уште некој играч да се придодаде во нападот. Кај гостите од Делчево. Да видиме на што ќе се одлучи Рунчевски, таму на додавање кон Гоцевски. Немаше ли овде корнер? Не. Топка за Сулимановски. Брзаат овде и домаќините. Погледнам уште еднаш на часовникот судијата. Ќе се очека овој напад да заврши. Аут за Брегалница. Па потоа ќе одлучи дали се бара друга топка. Дали сега замена кај Филиповски, ако го забележувам. Пријателски номер, вале? Многу не видеа за кад гости се допет на домашните. За кате бима нема. Продолжува играта. Пилов, фаулиран. Малку наивен фаул од гостинските фудбалери од екипата од Делчево. Можно за Мишевски да шутира директно, можеби во голот на Стаменовски. Опасно изгледа ова сето. Но Петровски ја одбива топката, повторно можност да нафрлат Беровчани, но добра проценка на Стојменовски дека нема опасност. Брегалница подобро започна во второто полувреме, потоа Беровци како да ја презема иницијативата и ни едните ни другите не создадоа некоја 100% би рекле шанса за гол во второто полувреме. Пешовски сега до Ратков. Да видиме последна можност за
Брегалница да направи нешто повеќе. Пешовски тука да видиме. И ништо од сето ова. Сега можно за домаќините. Рунчевски овде стабилен во одбрана. Пилов имаше последната можност, но било офсайд, велат судиите, подигнато знаменцето на помошникот. А што вели семафорот, што велат, да кажеме малку во кошаркарски жаргон, 93-та минута. Крај на преварот. Трет натпревар без пораз. Секоја чест за гостите кои на втората позиција има одлична сезона. Секоја чест и за Младенчо Стојменовски, за сите кои донесува денеска да не се загуби.